Во источниот регион Ѓорѓе Иванов води со 16.200 гласови пред Стево Пендаровски, покажуваат официјалните, но не конечни резултати на ДИК. Според изборната комисија, за Иванов гласале 56.628 граѓани, за Пендаровски својот глас го дале 40.420 гласачи, за Зоран Поповски 3.814, а за Илјас Халими 486. По општини поддршката за Иванов е следна: Штип 15.844, Пробиштип 5.712, Чешиново Облешево 2.392, Карбинци 1.208, Виница 6.007, Кочани 10.628, Берово 3.680, Пехчево 1.792, Делчево 4.611, Македонска Каменица 2.425, Зрновци 1.027 и Свети Николе 7.014 гласови. Гласовите освоени за Пендаровски по општини се следниве: Штип 10.659, Пробиштип 2.662, Чешиново Облешево 1.173, Карбинци 829, Виница 3.343, Кочани 8.291, Берово 3.390, Пехчево 1.062, Делчево 3.836, Македонска Каменица 1.434, Зрновци 401 и Свети Николе 3.342 гласови. Според информациите од општинските изборни комисии, но и од полицијата, изборниот ден на истокот поминал мирно и без поголеми инциденти. Во регионалните штабови на Министерството за внатрешни работи и во полициските станици нема пријавено никакви посериозни инциденти. Тоа покажува едно високо ниво на советност на сите граѓани и на гласачите пред се. Ова зборува дека во Македонија постои демократска атмосфера, ова зборува дека граѓаните на Република Македонија се свесни за значењето на изборите и пред се тие не дозволуваат некој да им го узурпира нивното гласачко право. Очекувано во штабовите на ВМРО ДПМН е задоволни од направениот резултат. Ова е разлика која ни ја потврдува вербата дека токму граѓанинот е најобјективниот судија кој наградува или казнува во зависност од делата. Разлика која представува реален мотив за ВМРО ДПМН е да продолжи да работи и максимално да се вложува за потребите на граѓаните. Инаку регионот бележи рекордна излезност кога во прашање се председателски избори. Од вкупно 162.403, на гласање вчера излегле 110.808, што е 65,5%.